Госпожа Ласовска-Благица има реплика. Полете. Благодарам, почитуван председателе. Почитувана колешке Мираковска, тврдам дека овој предлог закон на СДСМ ја покажува впрочем и шаблонот, матрицата на кој што они размислуваат, а и вие со нив, кога се во опозиција се душегрижници, се грижат за стечајците. Но впрочем вие, односно СДСМ, ја направија оваа група на стечајци. 200.000 работници, почитувана колешке, вие самата знаете, ги создаде СДСМ и криминалната, за жал, приватизација во Република Македонија. Се сложувам со вас, дека воопшто луѓето не се виновни за тоа. Но каде бевте тогаш? Еве, вие бевте од 2006 година до 2008 година со нас на власт. Дали и тогаш вака здушно се грижевте и се обидувавте да предложите одредени мерки и активности по однос на ова најгорливо прашање во Република Македонија? Се сложувам со вас дека треба да им се излезе во пресрет на овие луѓе и на нивната мака и на нивната голгота. Но не вака, но не со ваков паушален закон, почитувана колешке. Ако некој во оваа држава се грижи за стечајните работници, тоа е ВМРО-ДПМН. Откако ВМРО-ДПМН дојде на власт, почитувана колешке, не заради вас, туку заради јавноста, јас само ќе потсетам дека со двата закони се згрижија некаде околу 6.000 луѓе. Знам дека е малку и треба повеќе. Но не вака. Значи, вие кога сте во опозиција, лицемерно се грижите за овие луѓе. Но кога сте на власт, имаше шанса, но не го потпиша указот Бранко Црвенковски за решавање на проблемите на стечајците. Не може народот тоа да го заборави. Не може стечајците тоа да го заборават. И не го заборавиле. Кажувате за спомениците, почитувана колешке. Еве, само ќе ви кажам, ќе ви прочитам една изјава од еден стечаен работник, кој што вели: се чудам и не можам да се изначудам каде бевте кога Бранко правеше споменици од живи луѓе. Не овие споменици. Споменици од живи луѓе во Македонија. Зошто не реагиравте тогаш кога сите бевме избркани од работа? Наместо еден вработен во семејство и тој единствен што работеше, го истеравте. Ово, почитувана колешке, е изјава од еден стечаен работник, кој што многу добро знае кој ја направи оваа состојба во Република Македонија.